Беше тоа на 17 јануари 1468 година кога починал Ѓорги Кастриот погребан во Кроја. Ѓорги Кастриот бил кнез, а подосна и владетел на Македонија и Епир, со престолнина во Кроја, денешна Албанија, инаку Западна или Планинска Македонија. Тој бил син на Иван и Воислава, инаку сестра на Марко Крале, керка на Волкашин, прилепскиот владетел. На 17 јануари 1923 година е роден Благој Попов, македонски академик. Бил на специјализации во Париз и во Хамбург. Од 1985 до 1987 година е декан на повторно формираниот Природно-математички факултет. Бил ректор на УКИМ. По повод 40 годишнината на Македонската академија на науките и уметностите, во ноември 2007 година е одликуван со орден за заслуги на Република Македонија за својата богата научно-истражувачка работа. Бил член на American Mathematical Society, Меѓународната астронаутичка академија и член на редакциите на повеќе списанија издавани во Македонија и странство. Академик Попов починал на 30 октомври 2014 година. Беше тоа на 17 јануари 1925 година, кога во Битола е родена Зина Крелја. Пеење учела во Загреб, а вокалното образование го продолжила во Рим. Во 1946 година дебитирала во Загреб со улогата на Виолета Валери во операта Травијата. Една сезона била ангажирана во Сараевската опера, а во операта на Македонскиот народен театар, како еден од незините основачи, била од 1947 до 1981 година. Во својата кариера остварила повеќе од 20 улоги. Гостувала во музичките центри на поранешна Југославија, Бугарија, Романија, Швајцарија. Добитничка е на голем број награди и признанија, меѓу кои и на големата државна награда 11 октомври. Починала во Скопје на 21 ноември 2004 година. На 17 јануари 1939 година, со учество на многу жандарми и војници во Велес, беа задушени тридневните демонстрации на монополските работници и на другите граѓани. Демонстрациите имаа големо економско и политичко значење во тоа време. Беше тоа на 17 јануари 1945 година, кога во Битола е роден Зоран Михајлов, еден од најдобрите спортски коментатори. Во коментаторската кариера, Михајлов е рекордер во коментирање и известување од најголемиот спортски настан на светот, Олимпијадата. Тој присуствувал на 15 олимпијади, 9 летни и 6 зимски, и притоа ги афирмира настапите на македонските спортисти и ја информира македонската јавност за тамошните случувања. За сите постигнувања во спортот и во новинарството, добитник е на државната награда 8 септември и наградата на град Скопје 13 ноември. Михајлов се вбројува меѓу 50-те најистакнати атлетски новинари и коментатори во светот што ја добиваат наградата од AIPS, Светската асоцијација на спортските новинари, за професионално информирање, како и за промоција на атлетскиот спорт. На 17 јануари 1946 година е роден Мето Јовановски, еден од водечките драмски уметници. Добитник е на многу домашни и меѓународни награди и признанија. Во 1971 година завршил Театарска академија во Софија, Бугарија, и истата година се вработил во Драмскиот театар во Скопје. Неговата глумачка кариера започнала на сцената на Народниот театар во Штип, каде настапувал уште пред да се запише на студиите. Од тогаш, за многу кратко време, Мето Јовановски се истакнал како еден од водечките драмски уметници во Македонија. Беше тоа на 17 јануари 1948 година, кога во Скопје почна да функционира Предпријатието за градски сообраќај. Предпријатието е формирано со одлука на извршниот народен одбор на Скопје на 11 јули 1947 година. Работата започнала со 7 автобуси од марката ГАЗ и 15 возачи. Во првата година на работење биле превезени 375.000 патници. Пред основањето на јавното сообраќајно предпријатие Автобуски превоз во Скопје се одвивал од автобуското предпријатие на браќата Поповиќ, а во 1934 година било основано поголемото Вардарско автобуско предпријатие.
На 17. јануари 1964 година е роден Рефет Абази, македонски глумец и педагог. Во 1989 година дипломирал на Факултетот за драмски уметности во Скопје, одсек драмски глумци. Уште како студент е ангажиран во многу театарски, телевизиски и филмски проекти. Во својата глумечка кариера исполни голем број значајни театарски улоги за националните театри, како и за многу независни и меѓународни проекти. За своите глумечки остварувања е наградуван на многу фестивали во земјата и во странство. Од 1999 година работи како професор по глумачка игра на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Беше тоа на 17. јануари 1966 година, кога е роден Љупчо Ѓоргиевски, кој е председател на ВМРО Народна партија. Тој е првиот председател на ВМРО ДПМНЕ од нејзиното основање во 1990 до мај 2003 година и првиот подпредседател на Република Македонија по прогласувањето на нејзината независност во 1991 година. Од 1998 до 2002 година бил премиер на Република Македонија. На 17. јануари 1996 година во Скопје и Атина се отворени канцелариите за врски на Република Македонија и Република Грција. Беше тоа на 17. јануари 2001 година, кога во Скопје, во организација на телевизиската куќа БТР, излезе првиот број на весникот Рома Таймс на македонски и англиски јазик.